Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Најпред сакам да искажам пофалба за нешто што е нормално. Ново собрание сега ќе стане пракса да секогаш имаме представници од владата, министер или заменик на работните тела. Тоа не беше случај во Комисијата на политички систем, но финанси добро се организирале, така да мислам дека така треба да продолжи во целиот мандат. Пред да почнам со анализа на она кое што го добивме како материјали, како пратеници во врска со не знам кој е поред е ова задолжување, се поставува клучното прашање, а тоа е сите овие заеми кој ќе ги врати. Ако земеме процент дека додадената вредност на општествениот производ од малите и средни бизниси е 69, нешто проценти. И доколку знаеме дека 90% од предпријатијата регистрирани во Република Македонија се мали, микро или средни бизниси, тогаш кога ќе се погледне изјавата вчера на премиерот дека тие фирми едноставно ќе ги пушти по вода, се поставува прашањето кој ќе ги плати овие кредити кои што се задолжува Република Македонија. Со оглед на фактот, господине Ковачевски, вие сте нов во владата, мене ми е жал што не е тука министерот. Секој понеделник службата за пиар во владата до Фејсбук ги пријавува сите оние портали кои што не се помера и јавноста тешко може да ги слушне ставовите на опозицијата, бидејќи претпоставувам дека можеби дел од колегите не го знаат она кое што сакам да го елаборирам понатаму за тоа кој ќе ги врати парите, одлучив да премиерот го слушнеме сите заедно. Комплексна насоченост на владата со јасна визија што сака да постигне. Прво треба да знаат компаниите кои што животарат, кои што се во загуба, ќе оставиме, ќе пропаднат. Затоа што ниту во Европа одржливо, ниту било каде, целиот капацитет ќе биде насочен на тоа што председател. Значи, господине Ковачевски, 69% од додадената вредност на општествениот производ се токму овие фирми кои што треба да пропаднат. Односно, 90% од вкупниот број на регистрирани фирми во Република Македонија се со 10 вработени и тие треба да пропаднат. Тоа го кажува овој кој што е предложи, кој што е неодговорен за овие задолжувања. Каква врска има ова со социјалдемократска влада, можеби вие тоа треба да го одговорите, бидејќи ова е далеку и од неолиберализам, ова повеќе мене ми личи на нешто друго за кое што сакам да го спомнам името, бидејќи е морбидно, така да воопшто не се согласувам. Понатаму, жал ми е што не е тука министерот. Зошто? Затоа што јас и тој бевме членови на една влада која што пред неколку години донесе одлука и таа одлука ја гласаше и тој и јас, во која што рековме дека Македонија не смее да се задолжува повеќе од 60% од GDP. И тоа, да бидам до крај искрен, не го смисли преходната влада, туку тоа беше јавен апел од канцеларот на Сојузна Република Германија, господјата Меркел, која што кажа дека после кризата должничка во Европска унија не смее да се случи, освен во случај на војна, да долгот оди за развиени држави над 60%. За неразвиени држави како нашата, односно држави во развој како што популарно нарекуваат, и вие и јас знаеме дека ќе биде ужасно тешко да ги враќаме сите овие долгови, а при тоа да даваме изјави во кои што ќе ги демотивираме оние кои што го полнат буџетот да се земат пасоши на друга држава или да најдат друг механизам и да избегаат, а кој ќе го враќа долгот, во тоа вие треба да ни образложите. Во врска со материјалите кои што ни беа доставени, најпрво ќе почнам со додатокот. Велите оперативни трошоци, значи разумни трошоци настанати на сметка на спроведување на проектот, вклучувајќи меѓу другото канцелариски материјал, друг потрошен материјал, значи разумни трошоци настанати на сметка на спроведување на проектот, вклучувајќи меѓу другото канцелариски материјал, друг потрошен материјал, телефони, интернет, поддршка на информатички системи, трошоци за превод, банкарски провизии, комунални такски, патни трошоци, транспорт, дневници и така натаму и така натаму. Јас, почитуван заменик министер, имам сериозен проблем со зборот разумни трошоци, бидејќи не ги образложувате.
бидејќи за вас тоа што е разумно, за мене не е. Например, за вас е разумно да потрошите 6 милиони евра за 30 возила, за мене во време на криза, за мене тоа не е разумно. За вас е разумно да набавите за владата 30 и кусур пасати по редовна цена, за мене е разумно кога владата набавува пасати да бидат по барем 30% поевтина цена. За вас е разумно да дадете 920.000 евра за царење на цвеќиња само околу владата, за мене тоа не е разумно. За вас е разумно 2 милиона евра за лубриканти, за мене тоа не е разумно. Така да јас имам навистина сериозен проблем околу тоа што е разумно за мене и за владата. Така да тоа воопшто не ни објаснете. Понатаму, она кое што е исто така индикативно е тоа дека заемопривачот преку Министерство за труд и социјална политика најдоцна во рок од 1 месец од стапувањето на сила ќе усвои прирачник и начин и содржина прифатливи за банката. Значи, јавноста треба да знае дека главен корисник но ова нема да биде Министерство за здравство, туку ќе биде труд и социјална политика. Труд и односно здравството повеќе е станало како декоров дека, бидејќи имате огромна дупка во АВРМ во делот на вработување во случај на невработеност. Тоа значи дека бројките не се реални за бројот на луѓе кои што ги изгубиле работните места или очекувате огромни откази во следниот период, бидејќи земате кредит за да го пумпате делот за осигурување во случај на невработеност, што за мене представува неприфатлива работа и представува пораз на сите политики кои што ги имавте во последните пола година, кои што мора да признам дека флуктуираа. Во март и април имавте доза на искреност, каде што кажувавте дека можеби ќе немаат и плата да земат административците, за потоа пред избори да кажете дека економијата е во полна кондиција, дека блескаме, еве заврши изборите, ова се бројките и бројките се поразителни. Сакате да подметнете со тоа што во категорија со повеќе ставки, например, категорија 1 викате стоки, работи, неконсултантски услуги, консултантски услуги, оперативни трошоци и обука за проектот 25 милиони евра. Ве молам, 25 милиони евра за консултантски и неконсултантски услуги. При тоа, во долната ставка викате придоне за здравствено осигурување 10 милиони евра и 600.000. Паричен надоместок и парични трансфери 54 милиони евра. Ова милиони евра да се денари ќе се загрижиме, ама со еврава сум сериозно загрижен. Не знам ова што значи консултантски услуги, зошто придонеси толкови за здравствено, ако се консултантски услуги, ако буџетот не е празен во АВРМ во ставката вработување во случај на невработеност, тогаш кажете да знае народот дека е празен буџетот, дека не знаеме што да правиме, дека имаме грчко сценарио, дека пробивме закон, сме над 60% задолжени. Народот треба да знае вистината, а колку по-брзо и по-јасно му се каже вистината на народот, мислам дека тоа ќе биде подобро за сите нас. Така да тука сакам информација колку се заплати, колку се за дел 1 од оваа табела. Понатаму. Распоред 1. Точка Д ми дојде многу индикативна, а тоа е, викате, зајакнување на управување со медицински отпад и со системите за отстранување на отпадот од здравствените установи каде што се лекуваат пациенти со COVID-19. Ние ќе земеме кредит за да си го исчистиме ѓубрето од инфективна клиника. Градење на капацитетите за клиничка нега преку обезбедување на стручна поддршка. И толку. Со треба да одобриме пари. Викате вака. Финансирање на зголемувањето на персоналот поради зголемениот број на пациенти, вклучувајќи и стручна поддршка за клиничка нега за пациентите од COVID-19. Ниту има ставка, ниту има цена, ниту има бројка, ниту има процената вредност, нема ништо. Понатаму. Имате развивање на кампањи, со ќе завршам за него одземам времето,
развивање на кампањи за комуникација, информирање и градење на свеста, за да се обезбеди дека културно релевантни информации ќе се доставуваат. Кого ќе едуцираме, господине Ковачевски, дали ова наменето за Заев, за брат му едукацијата, или едукацијата е наменета за онаа господја која што треба да биде главна за господин кој што е член на Комисијата за заразни болести, исто така сликан во скопските клубови. Јас сум против ова и на крај, председателе, една реченица само, бидејќи навистина добронамерна. Господине Ковачевски, владата го преговараше овој заем во месец март. Во месец април дојде на гласање. Тогашниот технички заменик министер од страна на опозицијата не го потпиша. Владата ги достави сите документи до антикорупцијска комисија. Антикорупцијска комисија одлучи дека тогашниот министер господја Нина Ангелевска има право сама да го потпише овој заем. И погодете што, до ден денеска не го потпиша. Така да, мислам дека треба малку да размислите околу овој заем. Благодарам.